Почитувани, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на една од вашите омилени емисии на телевизија Алфа, за или против. Веќе сме во изборната кампања, очекувано разговараме на теми на локалните самоуправи, односно оние теми кои што ги засегаат жителите што се во помалите делови од Македонија, впрочем единките ја чинат целината, па ако немаме здрав и стандард и нормален живот во локалните самоуправи, тогаш како и ќе имаме едно добро место за живење во рамките на нашата држава Македонија. Ова емисија, тема на за или против, е општина Газибаба, една од најголемите скопски општини, но и една од најприсутните последните денови, можеби и недели во медиумите заради проблемите со Вардариште, заради случувањата во Трубарево, но и не се само црните точки причина зошто е присутна во медиумите. Имено според Центарот за граѓански комуникации, оваа општина е оценета како најтранспарентна институција кога станува збор за Скопскиот плански регион. И тоа не само вечер во Газибаба, веројатно и на 9 октомври, односно следниот четврток, кога повторно сум јас, вашиот домаќин, ќе биде тема повторно Газибаба, бидејќи кандидатот за градоначалник од СДСМ Владко Митовски потврди присуство на 9 октомври. Ова сум должна јавно да го соопштам, прети се заради публиката, односно вие, кои сте редовни гледачи на за или против, особено во четвртоците, но и заради АВМУ кои редовно ги мониторираат нашите емисии, сите информативни изданија. И веќе предпоставувате, ако на 9 октомври прифатил и потврдил покана кандидатот за градоначалник на Газибаба од СДСМ, вечерва е тука и сега актуелниот и кандидат за уште еден мандат, градоначалник на Газибаба, господинот Бобан Стевковски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, почитувана Искра. Благодарам на поканата. Поздрав во гледачите на Алфа телевизија. Господине Стевковски, како е да се биде на чело на општина која што е прогласена од една прилично темелна, аналитична, но и објективна организација како што е Центарот за граѓански комуникации за најтранспарентна во Скопскиот плански регион. Зошто ова ве прашувам, бидејќи некако досега имавме впечаток дека граѓаните како веќе за жал да се навикнаа на некакви популистички информации, зад скривања, па тендери скриени, па провизии и така натаму, лаги и слично. И туку одеднаш убава вест, имаме општина која што во Скопје е најтранспарентна. Можно било звучи така да се работи. Навистина, ова е резултат кој што искрено ме израдува мене, да се биде прва институција по транспарентност во Скопскиот плански регион, според Центарот за граѓански комуникации, која што е, како што споменате вие, независна и реномирана организација, е сериозно признание, би рекол. Вложивме сериозни напори за да го достигнеме ова ниво, бидејќи навистина Газибаба во период кога јас ја преземав должност да бидам градоначалник, беше една затворена општина во која што граѓаните многу малку беа вклучени во одредени одлуки што се носеа, и тоа ми беше дополнителен мотив да продолжам годините што беа пред нас да стигнеме до ова ниво кое што го имаме сега, а тоа е прва општина во Скопскиот плански регион со 98,6% транспарентност и отчетност како индикатор. И би рекол, тоа е еден мост на доверба помеѓу граѓаните и институциите, затоа што знаеме дека долго време граѓаните има одредена едно недоверба во институциите, скепса и така натаму, така да буквално со годините позади нас докажавме дека може да се влее една заедничка одговорност помеѓу локалната самоуправа и вработените и граѓаните. И навистина ќе се трудиме понатаму да ја продолжиме таа транспарентност и отчетност, затоа што граѓаните преку тоа имаат навистина увид каде се трошат нивните пари, на кој начин функционира општината и кои се приоритетни проекти што се реализираат во интерес на граѓаните. Во наредниот период планираме сериозна дигитална транспарентност, подобра комуникација со граѓаните и уште подобри механизми за вклучување на граѓаните во сите одлуки кои што се носат на локално ниво. Ме интересира на дневно ниво што значи таа транспарентност. Отворена е вратата за било кој граѓани да дојдат и да ве прашаат било каква информација врзана, не знамете за нивните за општинските пари, кои се повторно пари на граѓаните. Како ја практикувате транспарентност? Она што со задоволство секој пат го споменуваме тоа дека Газибаба е една од ретките општини во Македонија, би рекол, што има функционални местни урбани заедници. Тие
совети во местните и урбаните заедници се избрани на еден демократски процес преку гласање, односно граѓаните си гласаат представници во местните заедници кои ќе ги застапуваат нивните интереси. Ние како локална самоуправа имаме постојана комуникација со тие единки на локалната заедница и преку нив го креираме буџетот за секоја година, преку нив ги детектираме потребите за секој населено место на микрониво и слично. Тоа е еден момент, а вториот момент е тоа што како градоначалник Војотов отворени денови во кои што сите луѓе што побарале приемен ден се примени од моја страна и од страна на службите во општината и дополнително тие отворени денови ги најавуваме ден претходно. Покрај тоа што сите што побарале средба се информирани телефонски, еден ден претходно ги навестуваме на граѓаните дека секој кој има потреба да дојде во општината да праша, да даде предлог, да даде одредена идеја или да се реши некој проблем, дека конкретно утре од 14 часот до 17 часот општинските служби и градоначалникот им се на располагање. Така. И навистина таа комуникација и на мене ми е премногу битна затоа што само на тој начин ќе бидам информиран за сите проблеми што ги имаат граѓаните и дополнително она што сум јас еден од градоначалниците кој што е постојано на терен. Значи јас во канцеларија се задржувам можеби максимум до 2 часа во денот, 2,5, каде што имам редовна утринска координација со моите соработници, колеги и раководители од општинската администрација. Потоа излегам на терен на увид на некој проект и во комуникација со граѓаните буквално ги детектираме сите потреби на локалното население. Уште една новина која што звучи интересно е од поново минато време, односно изминатите денови, е отварање на граѓански штаб покрај партиските штабови кои ги има нели ВМРО ДПМН во рамки на Газибаба. Зошто граѓански штаб? Мислите дека поголема, помала доверба односно имаат жителите во партиските локации или места каде што би требало да дојдат и да се информираат? Мислите дека граѓанскиот штаб е на поинаква непосредност? Што е целта на граѓански? Лично сметам дека целта на овој граѓански штаб ни е многу јасна, а тоа е да ги отвориме вратите за сите граѓани. Без разлика кој е политички активен или кој политички ја дал поддршката за мене или не ја дал. Јас се водам од постулата дека сум градоначалник на сите граѓани, без разлика на политичка, партиска, верска припадност и така натаму. И тој концепт ме следеше сите овие 4 години и буквално ми беше солиден показател дека навистина функционирам правилно. Тоа ми беше мотив и цел овие избори да излеземе покрај тоа што имаме партиски штабови во најголем дел од населените места, каде што таму може да се приклучат и наши сопартици, симпатизери, поддржувачи и обични граѓани. Овој граѓански штаб има за цел да би ги отвори вратите за сите. И навистина тука ќе имаме низа на активности со невладини организации, со културни работници, со здравствени работници, со спортски клубови и спортски работници. Веќе е направена соодветна програма. Во тој граѓански штаб веќе се остварени одредени комуникации со сите. Тој се наоѓа во Хиподром на улица Благоја Стевковски, буквално на самата главна улица од десна страна, во зградите на поранешна млекара за жителите, ако добро знаат. Веќе доаѓаат луѓе во кои се најчестите потреби? Еве на жителите на Видете, зашто да? Можеби вака ќе звучи малце нескромно, меѓутоа најголем дел од граѓаните кои доаѓаат кај мене доаѓаат да дадат одреден предлог, одредена идеја и да поразговараме малце околу визијата, каква била Газибаба, како треба да биде во иднина и слично. И тоа ме радува бидејќи навистина ќе потенцирам граѓаните на еден начин влеваат доверба во институциите, имаат слобода да дојдат да пристапат, не само слобода, имаат и можност да дојдат и да го кажат своето мислење. Веќе како што споменав имавме промотивно отварање, шеф на тој граѓански штаб е професорот правниот факултет Димитар Гелев. Позади мојата кандидатура на моје задоволство застана и 22 универзитетски професори и слично. И така да навистина го ценам она што тука веќе се работи за принципи и вредности. Бидејќи овие луѓе што застанаа позади мене не се луѓе кои што се впуштени во дневно политички калкулации. Тие луѓе се профилирани во својата област, кои што имаат научни достигнувања врвни, кои што имаат соодветен кредибилитет и навистина ме радува што ја процениле разликата во однос на менеджирањето на една локална самоуправа, без разлика на политиката, бидејќи веќе уверам во тие луѓе што застанаа позади мене, имаме можеби луѓе кои имаат соодветен критички осврт кон одредени теми во општеството и тоа мене ми дава дополнителен мотив дека во таа насока ќе делуваат и врз мене. Јас не велам дека јас сум најдобриот или се е
сјајно во општина Газибава. Меѓутоа ние овие 4 години покажавме сериозен напредок дека во Газибава може да се работи, може да се асфалтираат улици, може да се градат фекални канализации, може да се градат спортски сали, може да се градат училишта, може да се градат градинки, може да се отварат паркови, може да се субвенционираат спортските клубови, може да се субвенционираат културните друштва, може да се субвенционираат граѓаните за набавка на велосипеди, тротинети, сончеви колектори, клима уреди и така натаму и така натаму. Факта дека 22 професори, особено оние имиња кои стојат на писмото за поддршка ваша, излезано вчера, односно завчера, како и да е да не сгрешам временски, е признание до вас, но истовремено и голема одговорност, бидејќи доколку успеете да го добиете и следниот мандат, несумнено треба да останете на линијата, бидејќи вие сте сервис на граѓаните, односно вие постоите за граѓаните, а не тие за вас. И сега одиме за овие не многу популарни точки на дневен ред на ова сценарио, кои се и изминатите денови најактуелни. Меѓу нив се разбира што ако не депонијата Дива Вардариште. Имено она што можеше да се сретна повремено на транспарентите на дел од оние кои протестираат, и вчера беа таму и завчера, ќе бидат се додека не се променат работите. Тоа е нивната девиза. Ве канат вас, ве го канат и Дејан Митевски, го канат и Орца Георгиевски, тоа е интересно, и неа кана Даниела Арсовска, но не навлегувам во позадината на луѓето кои протестираат. Прашањето ми е, ве повикуваат, дојдете тука, приклучете ни се на протестот, дајте да промениме нешто сите заедно и така натаму. Се чувствувате ли Стивковски одговорен за ова што се случи во Вардариште? Јас можам да ги информирам граѓаните дека јас сум во комуникација со луѓето кои што протестираат таму и ве утро имав комуникација со еден од би рекол луѓето што се таму, што го искажуваат своето незадоволство околу депонијата Вардариште. И тоа е за поздрав, да признам. Јас искрено сочувствувам со проблемот кој што има Вардариште, затоа што и јас живеам во Газибава, моите деца живеат тука и она што не тангира сите е проблемот со амбиенталниот воздух и проблемот со дивите депони, на кој што треба да им ставиме крај. И ова сакам да го потенцирам. Граѓаните добро знаат како настана проблемот со депонијата Вардариште. Да, тоа е децениски проблем. Значи депонијата Вардариште е настаната со одредени искупи на суровини која се обновувал град Скопје после земјотресот. Добро. Се настаната тоаш дупка, вака да речеме народски, и после тоа со одредени години таложење на градежен материјал, шут, отпад и така натаму, е настаната оваа дива депонија Вардариште. Меѓутоа, секој пат мене ме загрижува што оваа тема одредени политички партии кои што би може би се едни од највиновните ја отвараат темата на месец дена пред избори. Искрено не знам како не ме срам на функционерите на СДСМ да зборуваат за Вардариште кога тие 7 години додека ја водеа државата и клучните институции во државата ја дозволија оваа депонија да функционира. Добро знаат граѓаните дека таа еден период беше затворена. Ајде, јас конкретно можам да зборам за Газибава, а тоа сигурно ќе подкрепат и граѓаните од другите соседни општини. При изградба на еден комплекс во 2020 година и почетокот на 2021 година, целиот шут од тој комплекс, што е добро познат на граѓаните на општина Газибава, во близината на хотел Континентал, целиот шут со согласност од тогашната власт и локална и централна 2020 и 2021 година е носен во депонијата Вардариште и што е уште пострашно. Делот тој шут е сконцентриран и во студентскиот центар Стив Наумов, односно студентскиот дом Стив Наумов. Со услов дека ќе се правело некакво игралиште. Статуците и шутот од Истгейт се носеле и во Вардариште и во студентскиот дом Стив Наумов, за што сведочат уште пострашно. Со образложение дека тука ќе се направило спортско игралиште и зелен парк. Можеме да посведочиме сега дека таму е однесен градежен шут, столбови, железо и така натаму и така натаму. Во сред дворот на студентскиот дом. Во сред дворот. Така да добро е што тој дом комплетно се реконструира, штом ќе се заврши со реконструкцијата, ќе пристапиме заедно одговорно како држава, односно Министерство за образование и ќе помогне тука локалната самоуправа, тој простор да се оплемени и да биде навистина еден простор каде студентите ќе може да се. Значи тоа и во времето на вашиот претходник, тоа е Борис Георгиевски, тоа сето се случувало, значи непосредно градењето беше и непосредно пред да се случи промената на власта, односно кога вие дојдовте, зборувам за Газибаба конкретно. Вие уште тогаш, уште 2022, значи тоа се неколку месеци, можеби година од како стапивте на функцијата градоначалник на Газибаба, рековте дека сте
пронашле факти, документи и така натаму докази за многу незаконити процеси кои што слободно си ги практикувал и вршел вашиот претходник. Еве да речеме дека и оваа приказна е дел од сето тоа. Дали во меѓувреме процесуиравте некаква кривична пријава, дали бидејќи де факто јас не спорам дека ова не е така, што вие јавно го зборувате, значи доказите се тие. Но зошто не одговара господинот Борис Георгиевски досега за ова што го дозволил? Не само тој, сите оние кои биле надлежни, значи, во тој период. Во 2020 година и 2019, ако не слажам, крајот на 2019 и 2020, во општина Газивова е влезен Државен завод за ревизија кој што има изготвено извештај за одредени аномалии, пропусти и слично. Сите тие аномалии, прекршување на законот, би рекол вака по-конкретно, се нотирани и се доставени за соодветни институции. Дополнително имаме поднесено и 4 кривични пријави во однос на злоупотреба на договор за јавно осветлување врз основа на легализирани објекти спротивно на закон и така натаму и исплата на средства од буџетот на општина Газивова за снимање на некакви филмови, реклами и слично кои што воопшто ги нема изработено ниту оставено никој до општината и така натаму, а се испомпунувани милионски суми во денари овдека говорам, така да за сите тие постапки се поднесени соодветни пријави и очекувам институциите. Па сите тие постапки се доставени и до јавното обвинителство и до Министерството за внатрешни работи во периодот 2022, 2023 и почеток на 2024. Очекувам сега тие постапки да се динамизираат затоа што треба да имат развршница. Дали е тоа вистина или не е вистина, си имаме ние судство и јавно обвинителство кој што треба да го каже последниот збор и еве апелирам сите тие процеси да се заокружат затоа што навистина граѓаните заслужуваат одговори на тие работи. Во однос ке се навратам на депонијата Вардариште, бидејќи навистина една тема кој што не засега сите нас. И навистина сега слушам како кандидатот за градоначалник на град Скопје заедно со кандидатот за градоначалник на Газибава нудат некакво решение, односно систем за управување на отпад. Со сета почит кон господјата Каја Шукова, таа била министар за животна средина, меѓутоа имаше шанси да направи нешто. Таа беше долгогодишен и е долгогодишен човек од Министерството за животна средина. Ниту таја, ниту раководството на СДСМ не избраа дека треба да се постапува таму. Туку одлучува дека треба да ги интересираат многу други поприоритетни работи за нив. И кога збориме за празни зборови и дела, така да чувствувам дека граѓаните треба да ни веруваат на нас. Јас сум човек кој што не бега од проблемот, како тоа што го прави СДСМ. Ние сме тука да го решаваме конкретно, храбро и одговорно. Во самата програма која што е на градот Скопје се ветува комплетна ревитализација на депонијата Вардариште. Предуслов да се направи тоа е носење на деталните урбанистички планови. Од страна на општина Газибава доставени се иницијативи за изработка на двата дополнителни блока за депонијата Вардариште до Министерството за транспорт во 2022 и во 2023 година. Меѓутоа за жал немавме никакво разбирање дека тие два плана треба да се стат како приоритетни планови во програмата за носење на детални урбанистички планови од страната на владата, која ја предлага Министерството за транспорт и врски тогашно. Штом ја презема владата ВМРО, ДПМН и коалицијата, веднаш одржав состанок со министерот за транспорт и вице-премиер господинот Александар Николовски. Уште пред да се случат пожариве и сето тоа, значи тоа е во месец јули 2024 година. Добро. Иницирана е постапка за изработка на деталните урбанистички планови. Тие веќе се ставени во програмата за изработка и веќе агенцијата за prostorno планирање ги работи тие планови и очекуваме во најскоро време тие планови да се донесат, кои што ќе бидат со намена D3 спорт и рекреација. Потоа, во програмата на кандидатот за град Скопје, кој што се надевам дека ќе има прилика да биде гостен и подетално да елаборира на оваа тема, има предвидено рок од 26 месеци. Затоа не велиме ние дека ќе ни треба 2 дена, 3 дена за средување на оваа. Значи години наназад некој не водел грижа за оваа дива депонија, не треба соодветен период. Конкретниот рок е 26 месеци. Таму ќе треба да влезе надлежна фирма која што за жал во Македонија нема таква, имаме во нашето соседство и веќе се во сериозни разговори да се направи одгасување во самата депонија, од тоа што има напластен отпад, има големи гасови, метан и така натаму. Тоа ќе треба прво да се направи одгасување, потоа одреден дел од депонијата Вардариште да се транспортира на друга локација соодветна. Која е таа соодветна локација? Сега ќе си кажат надлежните луѓе да видиме прво во рамките на двата блока што плановите за двата блока, ова се тоа го зборувате, добро? И на кој начин ќе од дива депонија ќе прерасне во еден парк. Ќе се
отстрани дел од депонијата Вардариште, ќе се рекултивизира земјиштето со нова земја, плодна земја, и потоа ќе се прават спортски терени, паркови, така натаму и така натаму. Колку длабоко треба да се копа, имате чисто вака? Во градот Скопје постои физибилити студија која што е изработена од 2014 година. За жал таа временскиот рок е истечен, меѓутоа согласно моите информации таа е дадена на ажурирање, така да убеден сум дека ќе направат соодветно ажурирање и ќе се постапува по таа физибилити практично од студија. 2014-15, па се додека и Скопје и Газибаба не се врати власта на ВМРО ДПМН, ние во тој вакуум простор ништо немаме на терен на тема решавање на проблемот. Ова сега не е ваше признание за вас или дека јас навивачки настапувам, туку ова се факти. Практично ние ништо не видовме изминатите 10 години во оваа насока и туку одеднаш потоа се случија пожарите, Дрисла, Вардариште, се случи и Трубарево потоа, која не е можеби најнепосредно само заволена вистината истовремено се поклопи со двата, меѓутоа се случија и дојдоа како супер подлога за фини соопштенија през конференција од страна на опозицијата. Ништо не прејудицираме, чисто само си правам самата хронологија која што сме должни како аналитичари да им ја прикажеме на гледачите. Ако ми дозволиш, Искра, она што сакам да го соопштам на граѓаните, како надлежни институции, по настанувањето на овие жаришта, би рекол, во ист период да се запали Дрисла, да се запали Вардариште, да се запали отпад за електронски отпад во Трубарево, дополнително се запалат сервиси во Стаклара и така натаму повеќе сервиси, не би сакал да преюдицирам, меѓутоа се работи за смислено сценарио по мене. Да се направи паника кај граѓаните, дека надлежните институции не се способни да се справат со тоа, меѓутоа ве докажавме со вончовечки напори, со 16,5 часа на терен, дека успеавме да го локализираме пожарот и чадењето во Трубарево. Значи јас бев на терен во Трубарево од 14 часот до утрото до 6:30 часот. Наредниот ден од 11 до 6 сат вечерта бевме таму присутни. И со мене беа првата вечер и Орце Георгиевски и Димитар Митевски, кои што јавно им се заблагодарам за нивната поддршка од аспект на ангажирање на наша механизација преку јавните комунални претпријатија, од аспект на ангажирање на механизација на општествено одговорни фирми кои што соработуваат општината, бидејќи само така успеавме да го локализираме тој проблем. Често знам да потенцирам, во Мадрид имало таков пожар на вакво складиште за електронски отпад. 3 дена се гасела само огнената стихија, уште 4 дена се потрупувало со земја да се спречи чадењето. Тука мислам дека ние бевме и согласно информациите на командантот на противпожарна бригада на висина на задачата, би рекол. Иако никој не го посакува тоа и на вистина првите денови сериозни последици претрпевме сите ние што бевме директно инволвирани. Депонијата Вардариште, да потенцирам, е веќе затворена за пристап согласно одлука на влада, која што таа е 30 дена. Јас утре имав комуникација со надлежните министри и директори, таа забрана за движење на Вардариште да се продолжи. Дополнително, надлежни институции вршат континуирано снимање на таа локација со цел да не се случи повторно палење и слично. На таа локација функционира и 3 диви отпади, кои што беа предуслов за одредени луѓе со инкриминирани дела да обезбедат одредени материјали, да ги односат во отпадот, односно ако не им ги прими отпадот, да ги спалуваат во близина на тие отпади и да ги носат железото, бакарот и слично на продажба од тиот отпад, а сето тоа да ни предизвика загадување и соодветни пожари од поголеми размери. Тие 3 диви отпади со координирана акција на Министерството за внатрешни работи, одредени инспекторати и јавното обвинителство се веќе затворени. Дел од тие лица се во истражна постапка и така натаму, и значи тука исто така државата покажа системски пристап како да се решава работата. Депонирање на отпад во моментот во Вардариште нема, забрането депонирање на отпад, така да чекаме да се донесат двата детални планови, град Скопје да добие нов менаџмент кој што ќе се запати со решавање на депонијата Вардариште, која што особено не загрижува нас како жители на Газибаво. Да речеме дека граѓаните се нервозни и оправдано, апсолутно, и имаат право да протестираат. Сите ние имаме право, и вие и ние, да дишаме чист воздух. Но за волја на вистината ми привлече око една интересна, додека се подготвува во текот на денот, една интересна
би рекла позиција на Зелените за Газибаба, кои се сега обединети под капата на Независни заедно и така настапуваат на изборите, односно Зелените за Газибаба јасно и гласно одговорноста за Вардариште, па и воопшто овие мини депонии сега поново кои ги забележуваме околу контейнерите, најдена тема Вардариште прети се, јасно и гласно одговорноста лоцираат кај градоначалникот на Скопје и сите претходни градоначалници на таа позиција, значи на тема Скопје. Никаде вас не ве споменуваат, бидејќи е јасна позицијата, многу пати, многу темелно сме дискутирали и во ова студио и на другите медиуми на тема Вардариште. И сега јасна е клучната одговорност кај кого е. Даниела Арсовска во моментот е на позицијата градоначалник на Скопје, зошто таа веќе не одговара, институциите се во рацете на ВМРО ДПМН, вие како градоначалници требаше до сега или можеби веќе сте поднале кривични пријави, значи зошто Даниела Арсовска се уште не е почната постапка за нејзина одговорност? Тоа е прашањето заради тоа што јасно им и на луѓето градоначалник како стојат работите, но сакаат да одговара оној кој ги довел до оваа ситуација не постапувајќи. Навистина и мене ме зачудува молкот на градот Скопје и на градоначалничката Даниела, затоа што ова е една тема која што соопштив за жал се комуницира месец дена наназад или 2 месеци, а не се комуницира во текот на целата година, за да се разбуди малце свеста кај менаџментот во град Скопје дека треба да преземе нешто. Ние како локална самоуправа направивме еден инспекцијски надзор и констатиравме дека на депонијата Вардариште има претоварна станица која користеше јавното комунално претпријатие Комунална хигиена, кој што е под директни ингеренции на градот Скопје, и тука вршеше претоварање на отпадот. Да, ма меѓутоа за жал правниот многу одбор е често на ВМРО ДПМН на комуналното претпријатие и ја лоцира вината во вашата партија и во многу често наместо да се прави претоварање на отпадот завршуваше тука и околу таа претоварна станица, не само во тој оградениот простор што беше, надвор од него се ствара тони и тони комунален смет. Ние направивме инспекцијски надзор, со решение ги задолживме да се затворат претоварната станица и да го чистат сето тоа. Тоа беше, ако не се лажам, почеток на 2024 година. Се согласувам, менаџментот на управниот одбор е во рамки, е најверојатно со представници од нашата политичка партија, најверојатно дел, не може сите да се од нашата политичка партија, меѓутоа секој управен одбор ја прави визијата и финансиската конструкција за работење на предпријатието. Добре. Менаџментот го прави градоначалникот, го прави директорот на јавното комунално предпријатие, го прават секторите надлежни и слично. Значи, како може комунална хигиена да нема надлежност да го собира комуналниот смет од улиците? Кој дојде, да некој им застана на врата и ги спречи од управниот одбор? Тој има опис и вопис на работни задачи. Ама ние гледаме дека сметот се собира од Царај, а не се собира од Газибаба. Не се собира од аеродром, не се собира од кисела вода. Така да, алармантна е ситуацијата со нивото на комунална хигиена во градот Скопје и навистина тоа се должи ке потенцирам на неспособноста на менаџментот и на градот Скопје на предпријатието и покрај јасно утврдената надлежност за подигање на комуналниот смет кој што има исклучиво јавното предпријатие Комунална хигиена, бидејќи граѓаните најдобро знаат, бидејќи си плаќаат такса за тоа што им се подига сметот и слично. Ние како јавно комунално предпријатие настојуваме со нашите ресурси да го собираме сметот што е околу контейнерите создаден, бидејќи граѓаните кога ќе дојдат кога видат предполнен контейнер, не ги откриваме нив, го ставаат кесенцето до контейнерот. Ние бидејќи не располагаме со механизација, но и надлежност за собирање на контейнерите, ние го собираме сметот со нашето јавно комунално предпријатие кој што е одложено околу контейнерите. Дополнително, за да подобрам состојбата со комуналната хигиена во Газибаба, ангажирав приватна компанија, општествено одговорна, ќе потенцирам и ова јавно ќе го соопштам уште еднаш, општествено одговорна кој што нема да ни земе ниту еден денар од нашите финансии, кој што од понеделникот е на терен со соодветни камиони, ќе дојде момент кога ќе треба да го соопштиме тоа. Со соодветни камиони го одлага сметот од контейнерите и го носиме во Дрисло.
Затоа веќе кај мене на социјалните медии има објавено слики, се гледа дека тие контейнери се, односно камиони, механизација се ангажирани директно од Мора да сме објективни општината. да кажеме дека дури граѓаните го фалат целиот овој потек, бидејќи кога ги разгледував недели назад фотографиите, се гледа и видео снимки како и вашето комунално претпријатие, значи на Газибаба, но и други камиони кои чистат буквално мини депонии, па граѓаните меѓу себе се негодуваат едноставно колку ли ќе потрае оваа чистота, дали еден ден, дали 2 дена и така натаму. Тука е за жал црниот хумор на адреса на самите нас како жители кои не сме доволно свесни да си ја чуваме околината. Значи рековте во Дризла, вашето комунално претпријатие во Дризла ги носи го одлага отпадот. Затоа имаме и соодветни записници, кантарни белешки, јас одговорно тврдам, не го говорам ова денес, вчера и запчера, туку имаме доказ дека ние континуирано ѓубрето го носиме во Дрисла и на тој начин ќе продолжиме во иднина за да не ствараме диви депонии низ територијата на општина Газибаба. Газибаба, колку диви депонии има на територијата на Газибаба? Ние кога дојдовме, односно јас кога дојдов за градоначалник, се сеќавате започнавме со една генерална акција за чистење на сите општини каде што беа градоначалниците од редовите на ВМРО по мене. Јас конкретно во општината досега имаме исчистено 150 мини депонии. Морам само да потенцирам дека дел од овие мини депонии што ги вбројам како 150 во бројка, се мини депонии кои што се чистат по 2 до 3 пати. Ние знаеме дека имаме Карши Ханибал една црна точка, знаеме дека имаме кај Караоро на фирмата една црна точка која што денеска ние ќе ја чистиме, верувате за 3 дена, 4 повторно се прави затоа што не се чистат редовно контейнерите. Кај Кино Маџар имаме црна точка, Карши Ханибал, не знам дали го спомнав таа локација, кај Хиподром исклучувањето лево према Хиподром пред ресторан Софра и така натаму, така да тие се диви депонии кои што во овие 4 години најмалку 50 пати се исчистени. Не ми одговоривте за кривичната пријава. Како локална самоуправа, се запишав тука. Како локална самоуправа имаме поднесено 2 кривични пријави. Едното е за спалување на отпад во Вардариште, а другото беше за спалување на отпад и загадување во Ранка Милановиќ. Така да тие се доставени на надлежни институции и очекувам да постапуваат. И секако се согласувам дека одговорност со име и презиме треба да има за оваа состојба во која што се наоѓа и градот Скопје, тука вклучително и акцент ставам на општина Газибаба, околу комуналната хигиена и комуналниот смет. Споминавте Трубарева во текот на некои од претходните ваши излагања на тема некои од прашањата. Ме интересира, додека зборувавме и за пожарот и за начинот на кој што се справивте со истиот. Како сега реагираат жителите на Трубарево кога им одите? Аз знам дека во рамки на кампања имате чести средби со нив од врата на врата, тоа го најавивте уште своевремено. На што наидуваат? Од кога се случи, таа би рекол трагедија во Трубарево, јас континуирано сум и во комуникација во поста на тоа населено место. Таму во моментот се одвива истражна постапка, каде што представници од Министерството за внатрешни работи, представници од јавното обвинителство се на терен и забранете пристапот до локацијата кај што се настана пожарот. Ние делуваме само интервентно доколку се појави одредено чадење, тогаш влагаме со песок, земја да се сето тоа затрупа да не имаме чадење. Граѓаните со право реагираат и ние како институции треба да излеземе на нивните барања. Јас имав средба и во Трубарево пред 3 или 4 дена, меѓутоа представници од Трубарево беа и во општината. Тука беа представници од Советот на родители во училиштето и граѓани на Трубарево, каде што разговаравме за одредени заклучоци што треба да се преземат во насока на подобрување на состојбата во Трубарево. Првиот заклучок беше да набавиме, се сеќавате дека имаше една недела онлайн настава од страна со одлука на владата за да не ги пуштаме децата и слично. Нели Министерство за здравство во соработка со ние како општина заедно со повторно општествено одговорна компанија набавивме прочистувачи за во секоја училница. И тоа прочистувачи кои што се користат за медицински цели во операциони сали. Значи не се оние класични прочистувачи што ги имаме ние по домовите, туку се работи за многу пософистицирани прочистувачи и тие ги обезбедивме за секоја училница во основното училиште Крум Тоша во Трубарево. Втората постапка, ставивме 2 мерни станици да се мери квалитетот на амбиенталниот воздух и цврстите честички во воздухот. Првиот ден имаме навистина од одредени цврсти метали
резултати кои што се над референтните вредности што се дозволени, меѓутоа тие резултати што се како референтни вредности дадени се на ниво, на годишно ниво. Така да и овие резултати што се измерени во првиот ден од после пожарот не може да се компарираат со онаа референтна вредност, бидејќи таа референтна вредност е мерење во текот на целата година. Веќе вториот, третиот и четвртиот ден состојбите се многу подобрени и резултатите на испитувањата се под оние референтни вредности што се за одредени честички и цврсти метали. Се договоривме мерната станица таму да остане полнок период, до крајот на годинава, со цел да ги информираме граѓаните да бидат запознаени каква е состојбата со воздухот. Јас сум во комуникација со надлежни институции. Штом заврши истражната постапка, ние ќе започнеме со дислокација на сето оно што е остаток од тој опожарен објект и од таа опожарена локација. Има ли други такви и тоа е барање во рамки на во близина на тие населените места, конкретно еве во Трубарево? Тој беше еден од најголемите, тој бил еден од најголемите складишта за електронски отпад во Скопје и тој имал соодветна лиценца за извозување на таков вид на отпад. Јас не навлегувам во одредени детали бидејќи има истрага да не ја нарушам истрагата, меѓутоа за жал можам да констатирам дека 2021 година му е дадена потврда од страна на општината за продолжување на лиценца за отварање или работа на таков вид на отпад и навистина тука треба многу детално да мислиме за измена на законската регулатива затоа што недозволиво е во рамки на населени места да има ваков тип на отпади кои што се опасни запалливи. Јас не велам дека треба се да се затвори, меѓутоа многу сум прецизен, соодветна консултација, измена на законска регулатива, опасните материи, запалливите материи да бидат надвор населени места на соодветен радиус. И уште едно многу кусове молам да го одговориме. Не само извини, не се докажав. Целта е штом заврши постапката на овие надлежни институции да влеземе во чистење на тој отпад и затоа сакам да го потенцирам уште еднашка, го кажав и пред граѓаните и не бегам од тоа дека ќе пристапиме кон целосно чистење на таа локација. За жал, сите овие теми на разговор е нешто кое што го невозможува дискутирањето за тоа што се идните планови и што ново заслужуваат и ќе добијат жителите на Газибаба, а факт е дека сакаат да слушнат луѓето, на тоа ќе го посветиме вториот дел од емисијата, уште само едно блиц, многу кусове молам. Прашање на тема комуналната полиција, бидејќи рековте дека вие чистите и тие 150 депонии се по 2, 3, 4, 5 пати минимум исчистени, бидејќи за 24 часа или помалку повторно се трупаат. Како ова ќе се реши од аспект на менталниот склоп на луѓето, бидејќи одново и одново се создаваат комунална полиција? Тука би кажал, одговорот би го темелил на два дела. Првиот дел, еве да не звучам многу критички, зголемување на свеста кај самите граѓани. Тоа е првата кампања што треба да спроведуваме сите заедно некако општество. Второто е дека во новиот закон за локална самоуправа, кој што е во процедура на носење, е дефинирана комунална полиција, односно е препознан терминот комунална полиција кој што ќе треба да се доуреди во уште еден закон и потоа да не се даде надлежност на нас како локални самоуправи да формираме такви тела на комунална инспекција, односно комунална полиција, која што ќе може соодветно да казнува, да легитимира и така натаму и така натаму. За жал сега имаме комунални инспектори кои што се со ограничени овластувања, би се изразил вака. Да, исто го кажа и Дејан Митевски од Аеродrom. Нас ни треба лица кои што ќе имаат овластување посебно, кај што може да легитимира, да пишуваат казни, да запленуваат одредени моторни возила доколку се фатат како стварат диви депонии и слично, и само на тој начин мислам дека ќе ставиме ред во комуналниот смет. Градоначалник, вие сте и кандидат за уште еден мандат, значи, драги мои, Бован Стивковски, вечерва во За или против. Во следниот дел од емисијата ќе зборуваме конкретно за проектите или оние први топ 3 најважни, би рекла, работи кои уште во првата недела доколку го добие новиот мандат ќе ги оствари актуелниот градоначалник и кандидат за уште еден. Бидете на Алфа.
Добро дојдовте назад, за или против вечерва отчет би рекла или директно и искрено со актуелниот градоначалник на Газибаба кој се кандидира за уште еден мандат на чело на неговата општина Бобан Стевковски. Тука имам обврска да ве известам дека против кандидатот или кандидатот за градоначалник на истава општина од СДСМ Владко Митовски потврди повторно, односно еве конкретно вчера даде потврда за тоа дека на 9 октомври следниот четврток ќе биде на истото ова жешко столче наспроти мене во за или против и ќе ги понуди неговите директно и искрено се надевам одговори на моите прашања во врска со Газибаба, така што гледајте и на 9 октомври се разбира во истото време. Градоначалник, откако ги апсолвиравме и мислам дека одговоривте на се што беше важно да се знае на тема, одредени клучни или ајде црни точки на територија на вашата општина кои што го привлекуваа медиумското внимание последниве недели. Сега е време да зборуваме и за конкретните проекти. Иако морам да признаам дека 2022 кога сте биле во ова студио, сте најавиле што точно ќе направите и гледам според тоа што сте го најавиле, имате реализација на се, барем тоа што сте го кажале тука во студиово. Значи, се гради нова училишна зграда на училиштето Крстен Мисирков во Ченто, нова детска градинка во Трубарево, исто така во Инџиково детска градинка, потоа реконструкција на Домот на култура во Ченто, нова училишна сала во Црешево, зборувавте и за фекалната канализација и тогаш зборувавте за јурумлери, ете, за жал во 21 век, сега се поставува таа нова мрежа. Во меѓувреме 40 нови улици се асфалтираат низ целата општина, нови детски катчиња, спортски терени и така натаму. И да не заборавиме уште над 22-3 проекти поддржани од кредитот, односно од унгарскиот кредит, односно со поддршка од владата. Што не остваривте и зошто? Благодарам Исхар на прашањето, навистина Должна бев, бидејќи ова може да го проверат луѓето, може да се ја вратат емисијата, па заради тоа морам да. Човек која побара довербата каже дека ќе биде отворен и транспарентен и од првиот ден, односно на 3 месеци давав отчет, потоа давав на првата година, на втората година, на третата година и сега пред, ако не се лажам, пред 20 дена дадов мандатен отчет за 4 години работа. Тоа е оваа книга која што е прилично поголема, во која што се наведени сите 670 проекти што се реализирани во изминатите 4 години во општина Газибаба. Ако на избори дојдов тука со програма, комплетно завршени сакате да кажете? Ако на избори дојдов тука со програма која што ви викаше гарантирам и која што беше одредено ветување и даден завет према граѓаните, сега после 4 години излагам со отчет во кој што се нотирани сите реализирани проекти. Во овој отчет има проекти што се реализирани, а се надвор од изборната програма, затоа што секој пат во изборната програма се темелат одредени покапитални и инфраструктурни проекти, а во секојдневното функционирање и комуникација со граѓаните излегуваат дополнителни проблеми и потреби кои што треба да се решат, така да овој отчет е многу детален и тука се вметнато се она што имаме изработено изминатите 4 години. Вие соопштите само дел од проектите, јас ќе надополнам некој од нив. Значи покрај тоа што само на кратко. Покрај тоа што вие го спомнавте, ново училиште во Ченто, домот за култура 11 октомври исто во Ченто, нова детска градинка во Трубарево, нова детска градинка Инџиково, спортска сала изградиме во Стајковци, спортска сала во Булачани, сега градиме спортска сала во Црешево. Вкупно 32 километри фекална канализациона мрежа во повеќе рурални населени места. Асфалтиравме и поплочивме вкупно 170 улици во овие 4 години. Доделивме бесплатни униформи за сите 6800 ученици на територија на општина Газибаба. Изградивме спортски центри во Хиподром, Стајковци, Керамидница. Многу спортски терени со тартан полдуга, со вештачка трева, фитнес зони. Субвенции за граѓаните, како што набрав и преска за инвертер, клими, чистење на оџаци, вградување на уреди на течен нафтен газ во возилата, сончеви колектори, печки на пелети и така натаму и така натаму. Тоа е само еден мал дел од содржаните проекти во отчетот. Има дел проекти кои што не се реализирани, тука пред се мислам на проекти кои што се во надлежност на други институции, како што е градот Скопје, имаме ветување за проширување на влезот во Скопје, имаме ветување за уште една клучка правење, меѓутоа тие се во надлежност на градот Скопје. Општината сама не може да има ингеренции да го направи тоа, вклучително и одредени проекти кои што беа со централни институции, бидејќи ние првите 2,5 години од мојот мандат се соочувавме со одземање на ингеренции од централната власт, наместо да ни дозволат децентрализација на локално ниво, тие сакаат централизирано да управуваат општината од нивните министри и директори.
Да, тоа беше голема Хендикеп. Не беше за вас пречка како и да е. Сега еве ќе имате можност доколку добиете уште еден мандат во владата, која што и припаѓа на партијата на која што и вие и припаѓате, да може многу поубрзано да ги завршите овие сите проекти. Дали заради тој хендикеп, еве да речеме, или таа дупка вие на власт и рацете на централната власт, односно централната власт во други раце, не се реши онака како што планиравте, сообраќајниот хаос, еве да речем, на територијата, особено кај потегот автокоманда, го споменавте и Преска, оној дел околу Истгејт, тоа е сериозна една, како да речем, една кнап ситуација, што би рекол нашиот народ таму кога станува збор за сообраќајно циркулирање и е нешто кое што ви е предизвик. Како ќе го решавате тоа, еве, под претпоставка дека Орце Ѓорѓиевски ќе биде градоначалник на Скопје? И кога? Започнавме на постапка, конкретно ќе говорам сега за автокоманда, започнавме на постапка со анкета кај граѓаните дали сака да се воведе зонско паркирање. Над 70% од граѓаните се изјаснија дека сакаат зонско паркирање во автокоманда, во кое што секој домаќинство ќе има по 2 картици бесплатно за своите возила, бидејќи знаеме дека на територија на автокоманда се паркираат голем дел од возилата кои што се од индустријските капацитети спроти булеварот Александар Македонски, Алколоид, Пивара, Тиквеш, ЈСП, дури одредени компании што гравитираат во зоната, имаат организиран превоз од кај ЈСП и од тука работниците си ги земат и ги носат до зоните, а работниците колите ги паркираат најверојатно на територија на автокоманда. Започнавме таков процес со изработка на сообраќајен проект, доставен до Министерството за внатрешни работи, кој што ми беше во 3 наврати враќен со забелешки паушални. Ние ќе ги коригираме, ќе го оставиме проектот, повторно ќе се врати со забелешки. За наша среќа, како што соопштив, дојде одговорна влада, која што веќе преку Министерството за внатрешни работи ни даде позитивна согласност на тој времен режим и зонско паркирање за автокоманда. Повратно во општината тој документ е стигнат на 8 август оваа година. Веќе се работи на проектирање на локациите каде што ќе има зонско паркирање во автокоманда. Јас сум убеден дека деновите што е пред нас ќе започнеме и на терен да го реализираме тој проект за зонско паркирање, што е прв момент за решавање на сообраќајниот хаос кој што се случува во автокоманда, и вториот е носиме детален урбанистички план за автокоманда, каде што предвидуваме изградба на 2 катни гаражи. Катните гаражи каде рековте ќе биде? 2 ќе бидат во автокоманда. Едната ќе биде помеѓу војната кула и трговскиот и и плоштадот, а другата ќе биде на излезот од автокоманда десно кај, добро знаат Каршиметоаџијата, е вака поконкретно да се изразам, и уште една катна гаража ќе имаме во Ченто, бидејќи таму околу пазарот знаеме дека ни е тесно грло, дека за жал поголем дел од жителите узурпираат дел од коловозните ленти за да паркираат своите возила. Ние секој утро сме присутни на терен како комунални инспектори, така и МВР, со цел да го расчистуваме тој метеж, меѓутоа и таму ќе се направи уште една катна гаража за сите оние што имаат потреба да дојдат да испазарат или слично, да имаат место каде да си ги остават своите возила. На социјалните мрежи најдов и на едно прашање директно кога улицата 516 ќе биде конечно направена. Имаше коментар 40 години чекаме да ја направат, уште никако да се среди. Која е таа улица и зошто не е ако не е направена? 516 е улицата, ако не се лажам, мислам дека точно ќе кажам, 516 улицата што води од поранешен Пролетер према Тето, према Топланата, и таа вака е, би рекол, Калдерма Коцка. Тие се едни 2 улици што во Гази Баба беа од тој карактер, би го рекол, од тој тип. Тоа е улицата Ордан Поп Јорданов и улицата 516. На моје големо задоволство, после 55 години се направи атмосферска канализација на Ордан Поп Јорданов и се пристапи кон комплетно нејзино реконструирање, а за 516 на одреден потек кај што имаше одредена кривина, имаме проблем со атмосферската канализација. Тој проблем е веќе решен. Таму имаме голем дел на фирми кои што гравитираат и кои што работат, со неколку од нив имаме веќе состанок и јас сум убеден дека 2026 година веќе ќе започнеме со комплетна реконструкција на оваа улица Калдерма Коцка, како сака да наречете, што се споменува
години назад. До сега покажавте дека тоа што го зборувате барем во ова студио после извесен период се потврдува, останете на таа линија, тоа е многу важно. Газибаба е најголема по територија, 25 населени места, навистина ја водев сметка за рамномерен регионален развој, затоа нема населено место, би рекол, нема веќе заборавени населени места и во секој населено место имаме реализирано најмалце по 5 до 6 проекти. Сега тука додека ова го зборувате ми падна едно прашање. Како ми поминувате од врата на врата кај сограѓаните, односно оној дел од Газибаба каде што живее мнозинско население од албанската етничка заедница? Отвараат врата, ве поздравуваат. Пиете ли можеби кафе, имате ли време? На вистина јас покажав еден искрен пристап кон сите граѓани на општина Газибаба. Не случајно кажав од каде ми потекне иницијативата за отварање на граѓански штаб, бидејќи на вистина не треба да се делиме ниту по партија, ниту по вера, ниту по нација. Имено тука затоа сме да прашувам, дали има разлика на оваа позиција да работиме во интерес на граѓаните. Жителите, конкретно ќе кажам на Сингилич, 40 години беа лажени дека таму ќе се отпочне со постапка на комплетна реконструкција на каналот. 40 години беа лажени дека ќе се направи детска градинка, дури претходниот градоначалник загради една локација, однесе еден багер ископа дупка на локација каде што ниту има донесено детален урбанистички план за изградба на градинка, ниту има изработено проект, ниту има случајно договор со фирма. И мислам граѓаните добро го памтат, тоа беше пред 4 години. Значи, јас веќе имам случајно договор со фирма и веќе на терен се прави каналот во Сингелич, кој што е барање на жителите повеќе од 40 години, бидејќи беше претходно тревна површина од почва каде што дел од фекалиите завршува во почвата, лоша миризба, зарази и загадување. Така да каналот веќе се прави во Сингелич. За градинката изработив детален урбанистички план, изработив проект, веќе договор со Министерството за социјална политика, демографија и млади е потпишан и очекувам јас отприлика за месец и пол од сега да започнеме со изработка на детската градинка во Сингелич. И асфалтиравме низ улици таму и затоа односот, она што беше ваш прашано, ми е безпрекорен затоа што јас имам искрен пристап кон проблемите што имаат граѓаните, не кон кој од која политичка партија или од која Најважно сте им сервис, најважно е дека работите во насока да ги сервисирате граѓаните и тука нема ништо поважно, имаме уште само минута и пол градоначалник. Споменавте во неколку наврати, односно јас го споменав претходникот Борис Ѓоргиевски за актуелниот или би рекла еве од најпопуларната политичка партија контракандидат е Владко Митовски од СДСМ кој потврди учество на 9 октомври во истото ова студио да одговара на прашањата од граѓаните преку мене испратени. Ме интересира, чувствувате ли во него конкуренција со оглед на тоа што кога прв пат беше соопштен дека ќе биде кандидат за Газибаба од СДСМ, рековте дека тоа е само една верна сенка на Ѓоргиевски, односно продолжена рака или како и да е. Чувствувате ли конкуренција? Кандидатот на СДС беше дел од најблискиот тим на Борис Ѓоргиевски, кој што 4 години не реализира ниту еден проект во општина Газибаба, така да граѓаните добро го поменат тоа. Јас сум постанал на терен, ја чувствувам енергијата и довербата која што не ја кажуваат граѓаните, особено поддршката, и сум убеден дека ќе ми ја дадат поддршката со цел да ја реализирам оваа програма која што ќе биде за мандатен период 2025-2029 Кои година. се топ 3 приоритетите во ова? 117 проекти, изградба на 4 нови детски градинки, Хиподром 2, Керамидница, Маџари и Сингилич. Иако Сингилич ќе почнам и Маџари ќе почнам наредна недела, јас ја ставив во програмата со цел да видат граѓаните дека јас не ветувам после избори, туку дел од проектите ќе ги почнам и пред избори. Работите додека цело време додека сте на. Изградба на спортски сали во Железара, Ченто, Страчинци, Сингелич и реконструкција на спортската сала што е во студентскиот дом Стив Наумов, изградба на фекални канализации во населените места Раштак, Булачани, Виниче, Брњарци и Ергеле, изградба на амбуланта во автокоманда, затворен базен, финансирање на енергетско ефикасни фасади за зградите во урбаните населени места, изградба на прочистителни станици во Трешево и Дризово, Гоце Делчев, асфалтирање на нови улици и многу други проекти. За крај 670 реализирани до сега рековте 117 имам во програма. Значи најголем дел капитални проекти. Така, вие сте завршиле се, а вие 117 се за доразубавување на Газибаба. Јас ви посакувам среќа, се вие во вас се вербата и надежта дека граѓаните повторно ќе одберат да го довршите она што сте го испланирале, а не сте имале можност претходно. Ви благодарам што бевте вечер во делот. Благодарам на можноста, се надевам дека го задржиме вниманието на граѓаните и ќе продолжиме секако да работиме во нивни интерес.
Почитувани, ви благодарам што не следите. Тука сме и работиме и гитераме овие емисии за вас. На самиот крај уште едно подсетување според тоа што го потврди Владко Митовски, кандидатот за градоначалник на Газибаба од СДСМ, присуство во ова студио на 9 октомври. Се гледаме во за или против повторно следниот четвртак. Пријатно.